Колку се мили Твоите живеалишта, Господи на силите. Копне душата моја, сакајки да е во Господовите дворови. Постојат места од кои запира здивот, но само малку се оние што ја смируваат и одмораат душата. Бигорскиот манастир Свети Јован Крстител е благословен со двете: величествена гледка за очите и единствен спокој за душата. Неслучајно светите отци велат дека манастирите се всушност едно парче рај на земјата. Кога луѓето доаѓаат тука, првиот впечаток им е: леле, колку голем мир владее тука, се чувствува нешто посебно, се чувствувам толку спокојно, ми доаѓаат солзи, се чувствувам толку благородно. Зошто е тоа така? Затоа што непрестајно на тоа место, на манастирите, се одвива постојаната молитва, постојаното жртвопринесување, односно себе предавање за спасение на другите. Цели 10 века од своето создавање, Бигорскиот манастир е тивко пристаниште од разбрануваното море на животот. Пристаниште во кое своето засолниште, својот спас и мир го пронашле подвижници, поклоници, верници, добронамерници. Бигорскиот манастир е вистинско сведоштво за тоа дека онаму каде што Бог ги вдахновува луѓето, нема искушение кое би можело да ја победи нивната силна вера, храброст и неизмерна љубов кон ближниот. Манастирот Свети Јован Претеча Бигорски е несомнено еден од најстарите духовни, црковни и уметнички центри на Охридската архиепископија, на Македонската православна црква и воопшто на македонскиот народ. Низ својата 1000-годишна историја, манастирот поминувал низ различни периоди и фази, имал своји големи подеми, но имал и одредени падови, кои биле поврзани со некои конкретни историски настани. Тој е вистински бисер во секаков поглед, во поглед на историското минато, во поглед на уметноста, нели, фреско-живописот, во поглед на архитектурата и се разбира во поглед на православното монашко живење, нели, низ вековите. Он е можеби еден од ретките манастири кој што може да се пофали дека прославил 1000 годишен јубилеј од своето активно постоење. За најраната, она прва историја на манастирот, знаеме многу малку
и тоа пред се должи поради фактот што имаме многу малку извори за тој период. Значи се должи на оскудноста на изворите. Археолозите досега за жал не пронашле материјални траги од таа прва најрана историја на манастирот и од тука истата ја реконструираме единствено врз основа на пишаните литерарни извори кои што се од подоцнежниот период. Инаку за основањето на манастирот постојат две теории. Првата е сочување на кај Јордан Хаджи Константинов Джинот, нашиот голем природбеник, кој што пишува дека манастирот бил основан во времето на царот Самуил, меѓутоа овој податок за волја на вистината е несигурен и од тука кон истиот мора многу критички да се пристапи и она што е многу поблиску до вистината, кој што одговара на историската вистина, е податокот сочуван во манастирските летописи, кој што сведочи дека манастирот бил основан во 1020 година од страна на монахот Јован, за кој што најголемиот дел од познавачите на ова проблематика смета дека всушност зад личноста на овој монах Јован всушност се крие првиот поглавар на Охридската архиепископија, основана од императорот Василий II во 1018-1019 година. Освен во великиот поменик, годината 1020 се спомнува и на чудотворната икона на Јован Крстител, како и во текстот од 1832 година на еден монах од Светагора. Текст пронајден во 1973 година во храмот на Пресвета Богородица во селото Русијаци, Македонски Брод. Во него е преданието за чудотворната икона на Јован Претеча и незиното пронаоѓање од христољубивиот монах Јован, кој изградил малечка црква и собрал многу испосници во летото Христово 1020. Чудо е начинот на кој му се појавила на ктиторот Јован. Според преданието за манастирот, таа едноставно лебдела во воздух над извор со вода, на чие место денес се наоѓаат трите чешми под црквата. Чудо е и незиното исчезнување во немирните и бурни времиња. Но таа секогаш пак се појавувала, сведочејки за вечно живиот дух на манастирот, кој како феникс одново се раѓал од урнатините. Според некои податоци, тоа е една од најстарите икони на Свети Јован Претеча воопшто во христијанскиот свет. Домот твој се прослави многу, велики Јоване и Претечо Божји, и сведочи за тебе верно, зашто на Карпа е устроен, фалејки се секогаш со иконата наречена Богорска. Тропар за Свети Јован. Што представува за нас чудотворната икона на славниот Свети Јован Претеча? Представува негово реално живо присуство меѓу нас. Присуство посведочено со обилната благодат што се излева преку неговата икона, присуство посведочено преку многобројните чуда што стануваат
после молитвите пред оваа чудотворна икона. И ние едноставно во личноста на Свети Јован Крстител, присутен за нас тука преку неговиот бигорски образ, гледаме една мојна заштита, еден силен покровител, еден наш татко, при кого прибегнуваме во нашите неволји, во нашите радости, во тагите, во молитвите. Всушност тој ја чувал ова бигорска обител 1000 години запазена и не удостоил нас, последните и недостојните, да го славиме тој многу голем јубилеј, 1000 години од основањето на Свети Јовановата бигорска обител. Она што погласно и помојкно сведочи од моите зборови за силата на Свети Јован пројавена преку оваа икона, тоа се многобројните чуда за кои ние до ден денес сме сведоци. Сведоки и историјата преку запишаните податоци кои ги имаме до нас, но сведоци сме и ние како очевидци, а и многобројните верници, поклонници на оваа обител кои виделе големо добро, голема благодет од страна на Свети Јован. Се си има свое време. И секоја работа под небото има свое време. Време кога се лекува, време кога се урива и време кога се гради. Низ историјата, манастирот многу пати бил разрушуван, опустошуван, опожаруван и напаѓан. Денешниот негов изглед датира од крајот на 18 век, од времето на игуменот Митрован, кога започнуваат поголемите градежни активности во манастирот. Археолошките искупувања од 80-тите години на минатиот век го потврдуваат постоењето на повеќе постари манастирски цркви, но со значително помали димензии од денешниот католикон. Манастирот по својата форма многу наликува на Светогорските лаври, со средишно место што го зазема католиконот или главната манастирска црква и околу манастирските конаци и други пропратни простории. Навистина католиконот е импозантен, еден од поголемите манастирски католикони во Македонија, со едни импозантни димензии, со една форма која всушност представува базиликална форма со надвишена купола врз централниот простор. Се разбира, куполата не е профилирана, таа го нема тамбурот и не се така лесно забележува во просторот, бидејќи тоа биле и условите кои биле наметнувани од тогашната османлиска власт и тоа било овдека испочитувано. Но сите останати елементи на еден манастирски католикон, на една манастирска главна црква се запазени. И имаме еден развиен олтарен простор, имаме еден широк наосен дел со една надвишена широка купола. Го имаме и делот на западната страна, тоа е при пратата, што има добиено исто така една своја купола, која е потесна, попрофилирана, но сепак и таа во надворешниот дел многу не се издигнува и подоцна тука е дограден и надворешниот трем, кој со тек на години, првин бил од дрвена конструкција, но со тек на години тој е обновен и сега го има овој вака зидан дел како еден портик. Најголем напредок манастирот доживува за време на архимандритот Арсений, кој станува игумен
во 1807 година. Со доаѓањето на овој игумен на чело на Бигорскиот манастир, истиот прераснува во еден мощен, грандиозен објект, кој што станал познат не само во регионот на реката Радика и Дебарско, туку и многу пошироко во регионот на Македонија, па дури и во соседните региони кои што во тоа време се уште биле во составот на Османлиската империја. Негова заслуга, освен украсувањето на главниот манастирски католикон, е изградбата на манастирската трпезарија. Таа почнува 1820 и ќе трае до 1825 година. После тоа ќе уследи живописувањето на дел од површините на манастирската трпезарија. Она што е особено важно, дека игуменот Арсенij за сите тие големи уметнички потфати ќе ангажира врвни мајстори. Тоа се мајсторите Михаил, Анагност од Самарина и неговиот син Димитар. Овдека тие ги започнуваат работите некаде околу 1829 година и во континуитет тие ќе траат неколку години. Се тоа подоцна, пред крајот на животот, стариот веќе игумен Арсенij се тоа педантно ќе го бележи во кодиката на манастирот, каде што сите битни и значени настани за историјата манастирот тој низ времето ги запишувал. Сега тоа е еден од најдрагоценните извори со кои ние располагаме, за да можеме да ги следиме сите текови кои се случуваат во манастирот, поготово овие важни уметнички активности. Важно е да се истакне дека после завршување на овој голем ангажман, Димитар останува овдека во манастирот, се замонашува и го добива името Данил, монах, и всушност тој ќе биде тој што ќе го препишува и манастирскиот поменик во 1833 година, сведоштво навистина вредно за постарата историја на манастирот, не само современата која тековно Арсенij ја бележил. Михаил и неговиот син Димитар изработуваат десетина престолни икони со монументални димензии. Нивно дело се и останатите икони од иконостасот, со кои тој формира една целина, еден целосен приказ на Светото писмо. Иконостасната целина на Бигорскиот манастир е една од најрепрезентативните од иконописот на 19 век. Паралелно со иконите, во католиконот се изработува и резбата на величествениот иконостас. Врвно-резбарско дело на мијачките копаничари, Петре Филиповски гарката од село Гари со својата тајфа и Макари и Фрчковскиот галичник. Со оглед на неговата катност, на него се работело повеќе години. Што е тоа што е карактеристично тука? Карактеристично е тоа што имаме представи, резбани, на човечки и на животински фигури. Над 500 представи на човечки фигури и над 200 представи на животински фигури кои се така минуциозно и вешто вдлабени во дрвената основа, односно дрвената маса на иконостасот. И она што е посебно важно, што се водело сметка под секоја икона, првиот од редовите на иконостасот, односно резбата, да биде посветена на светителот или празниците кои се поврзани со него. И еден од особеностите на овој иконостас е што тука ги имаме и представа на самите резбари копаничари, тоа се тие нивни портрети, представи, насликани како се во фаза на работа со глето, со чеканче, односно со токмаче во рака. 15 на години после завршувањето на иконостасот и поставувањето на престолните икони, на останатите икони од повисоките зони, ние имаме настап на Дичо Зограф, кој овдека во манастирот работи негде 40-тите години на 19 век и одреден период ги поминува во работилницата на Димитар, односно на Михаил Зограф,
тој тука го усовршува занаетот кај нив, но одредено време и тој настапува заедно со Михаил Зограф. Некаде кон крајот на 4-та деценија Дичо Зограф ги слика царските двери на иконостасот, ја слика композицијата на благовестите и представата на овие свитоците, односно отворените свитоци со испишани химнографски текстови. Од времето на игуменот Арсений во манастирот датираат уште неколку вредни уметнички дела, пред се икони, кои денеска се изложени се поставени над зидовите од католиконот на главната црква. Инаку, од негово време датираат и уште двата престоли. Тој е Владичкиот престол, изведен исто така во една убава резба, длабока копаница, како и игуменскиот престол, што ние сега го гледаме. Како декорација на игуменскиот престол ја имаме таа една извонредна икона со портретот на со портретот на игуменот Арсений, настаната во 1833 година, дело на Зографот Димитар Данил, синот на Михаил Зограф. А како исто една вредна икона од раката на Данил, исто така ја издвојуваме иконата на Богородица со Јован Крстител како патрон и заштитник и покровител на манастирот од 1829 година. И други мајстори го оставаат својот подпис во живописот на главната црква. Така Зографот Антониј Монах, меѓу другото, ќе ги наслика фреско иконите Христос цар и архиереј седнат на престол и Богородица царица со Христос на двете страни од влезот во наосот во црквата. Фрескописани се и двете куполи. Во центарот на поголемата купола е представен Христос како Пантократор. Во помалата купола е представен ликот на претечата, обкружен со сцени од пронаоѓањето на неговата чесна глава. Последните уметнички активности во манастирот завршуваат 1871 година со живописување на фасадата од католиконот на манастирот. Зограф, кој ќе ја наслика ова голема монументална целина, е Василий Гиновски од Галичник. Ова монументална целина ја сочинуваат неколку иконографски теми кои се поделени во 3 зони, така што во првата зона доминираат представите на јужнословенските светители и светителите кои се поврзани со Охридска архиепископија. Тука ги имаме представите на Свети Климент, на Свети Наум, Свети Јован Владимир, тука е представата на Свети Кирил и Методи кои ја носат и свитокот со азбуката меѓу себе. Во втората зона на овој јужниот дел од фасадата насликан е циклусот на создавањето на светот, односно шестодневието. Потоа ја имаме композицијата на Страшниот суд која доминира централно со просторот на фасадниот живопис и овдека од северната страна имаме неколку две исклучително интересни композиции кои се иманентни за вакви големи монашки средишти и се врзани за монашки средини, а тоа пред се е лествицата на Јован Лествичник, една тема многу популарна меѓу монасите и монашките средини, и уште една композиција, тоа е животот на монахот, која е представена сосема на крај на северниот зид, и секако две теми кои се поврзани со секојдневниот монашки живот, а тоа е праведното и грешното исповедание, што е исклучително важно како една редовна пракса во вакви големи монашки центри. Освен по исклучителниот фрескоживопис и мајсторски изрезбаниот иконостас, главната манастирска црква во Бигорскиот манастир е посебна и по нешто друго. А тоа е балдахинот, изработен во Елбасан.
Балдахинот е уникатно резбарско дело, какво не може да се најде во ниту една друга црква. Тој едноставно лебди во воздух над честната трпеза. Благодатта во црквата ја дополнуваат и чудотворните мошти на повеќе светители кои се наоѓаат во големиот ковчег или кивот. На средината на кивотот е изгравиран еден голем сребрен крст во кој е вградена честичка од честниот крст на Господ Исус Христос. Тука се наоѓаат моштите на Свети Јован Крстител, кои се мироточиви и исцелителни, како и моштите на повеќе светители, кои на овој начин се молитвено и благодатно присутни во храмот и пред кои луѓето може да се поклонат. Господи, кон Тебе повикав, услиши ме, чуј го гласот на молењето мое, кога повикувам кон Тебе. Освен католиконот, посветен на Јован Крстител, велелепниот манастирски комплекс го сочинуваат манастирскиот конак Горни Палат, изграден во 1814 година. Највпечатливиот дел кој му го дава духот на целиот конак е вешто изработениот чардак, кој со надворешно издадени скали ги поврзува двата ката на конакот. Семеенската кула, каде што порано живееле манастирските чувари, се имени. А денес, најгорниот кат од Семеенската кула е пренаменат во мал параклис посветен на светиот новомаченик Георгиј Кратовски. Костурницата, каде се наоѓаат черепите на упокоените монаси. Конакот Долни Палат, кој се издига веднаш над главниот влез на манастирскиот комплекс. Тој е целосно обновен во 2006 година. Во 2010 е завршен и конакот Источен Палат, конак чија прекрасна архитектура во македонско-византиски стил на чудесен начин го надополнува и збогатува раскошниот изглед на Бигорскиот манастир. Источен Палат ја крие и импозантната двокатна библиотека со својот специфичен интериер и богатство со над 30.000 древни и нови книги. Во 2008 година во јужниот дел од пространиот манастирски двор е изградена засводена манастирска фијала, крстилница за вода. Како составен дел од манастирскиот комплекс се и испосницата, како и агијазмата,
изворот на света вода, кои се наоѓаат во шумскиот појас под манастирот. Бигорскиот манастир е важен и од еден друг аспект, а тоа е неговата улога во периодот на природбата во 19. век. Именно воопшто нема да претераме ако кажеме дека Бигорското монашко братство во 19. век било едно од носителите на природбенскиот дух во регионот. По Балканските војни и Првата светска војна, на почетокот на 20. век почнуваат првите сериозни премрежја за манастирот, со што тој почнува да ги губи угледот, статусот и влијанието што го имал во минатиот век. Што се однесува до историјата на Бигорскиот манастир за време на Втората светска војна, за жал се уште нема потполни сознанија што конкретно се случувало со манастирот во овој период. Единствено познат е податокот дека во манастирот се до неговата смрт во 1948 година престојувал игуменот Спиридон, за да по неговата смрт за еден подолг период за жал згаснува монашкиот живот во Бигор. Монаштвото, небесен живот на земјата. Неколку десетлетија без богослужби и монашки живот, манастирот е препуштен на тивко и постепено распаѓање. Требаше да поминат години додека да се создадат услови за негово воскресение. И како многу пати досега, со помош од Бога и Свети Јован, манастирот како феникс воскреснува од пепелта, и тоа во 1995 година, кога за игумен на манастирот е поставен отец Партении. Истата година е возобновен и монашкиот живот. Во 2001 година возобновено е и монаштвото во женскиот манастир посветен на Свети Ѓорѓиј Победоносец во село Рајчица, метох на Бигорскиот манастир. Денес старец Партении е духовен раководител и на женските манастири, благовештение на Пресвета Богородица Пречиста и на Свети великомаченик Георгиј Победоносец во Кнежино, Кичевско. А ние, обичните смртници, од секогаш сме биле збунети пред монашкиот свет, барајќи одговор на многу едноставно прашање. Зошто монаштво? Каква тајна се крие длабоко во душата на монахот, кој ги напушта своите најблиски, сите уживања и предизвици што му ги нуди модерниот свет. И заминува далеку во некој манастир, за да живее живот во потполно воздржание, самозаборав и осаменост. Големиот учител на монасите, преподобниот Јован Лествичник, во својата божествена книга Лествица, пишува дека пример за монасите се ангелите, а пример за луѓето се монасите. Самата таа изрека на овој голем отец на црквата ни покажува дека всушност монасите се на некој начин повикани да живеат рамноангелен живот. Односно, тие треба да бидат подобие, да бидат реална представа на ангелското славословие на Бога, она што постојано се случува околу тронот Божи на небесата, тоа треба да се случува нели и со монасите на земјата. Затоа и кога ги гледаме традиционалните православни манастири, се е конципирано во тој дух. Ги имаме конаците кои гравитираат околу храмот. Целокупниот живот на монасите е насочен кон молитвата.
основна дејност на монасите е богослужението. Заедничката молитва во храмот, нели? Но и поединечната молитва во келиите. Или како што вика нашиот старец архимандрит Партени, монахот представува всушност една жртва, сепаленица за спасението на многумина. Како жртва сепаленица? Со тоа што монахот се предава целосно себе си во служба на Бога и на ближните, преку блаженото послушание. Ја предава својата слобода, го предава својот живот, го предава своето слободно време, своите таги, своите радости, своите мисли, својата внатрешност, својата надворешност. Сето тоа преку послушанието кон духовниот отец, односно кон старецот во манастирот, му го предава на Бога. А за возврат тој добива благодат, молитва, да се моли за душите на сите во светот. Секој монах полага монашки завети, повеќе монашки завети, тие се делат главно во три категории. Едниот е заветот за нестјажание, односно за нестекнување или доброволно сиромаштво, кога ние без благослов на игуменот, на старецот, не смееме ништо да стекнуваме за себе, не смееме да имаме приватна собственост, не смееме да имаме оно што да речеме го имаат луѓето надвор во светот, но само што оно што ни е неопходно за живот и оно што ни е благословено, а секако за потребите и за добросостојбата на целата заедница. Вториот монашки завет е заветот за послушание, кога човек својата слобода доброволно, без присила на никого, ја предава на Христа преку духовниот отец, преку старецот. Тука веќе се исполнува совршено законот на љубовта. Да, Боже мој, ти ми ја даде слободата да располагам јас со сопствениот живот, но тој твој дар сега тебе ти го враќам, јас сакам да бидам со тебе. И во една подлабока философска смисла, најпослушниот монах е всушност најслободниот човек. Слободен од тиранијата на страстите, кои действуваат во секој човек, слободен од тиранијата на гревот и најпосте слободен од најголемиот непријател на човештвото, смртта. Послушанието е тој благословен пат преку кој човекот стигнува до таа апсолутна слобода во Бога. Тој е вториот завет на послушанието. И третиот завет, монашки завет, е заветот на целомудрие, кој подразбира девственост, нели, воздржание од склопување на брак, нели, воздржание од еден страствен живот. Тоа е еден длабок, преубав философски термин, целомудрие, односно целосна мудрост да има човекот, да е собран целосно во себе си. Сите енергии на умот, да се собрани во него, да се стреми да ја стекне Божијата благодат во себе, да неговиот ум и неговото срце да се во постојана комуникација, да се во постојана конекција со духовниот свет, со Бога. Значи, тоа е тоа целомудрие. За монаштвото можеме да зборуваме со денови, пак нема ништо да кажеме, бидејќи е навистина голема тајна, тоа е една света тајна, вика нашиот отец Партени, која најмногу може да се доживее преку лична пракса. Има многу книги напишано, можеме да прочитаме многу работи за монаштвото, но сепак она што од лично искуство човек може да го живее е незаменливо. И пак прашање е колку многу ќе продреме во таа голема тајна, бидејќи кој може да знае каква била убавината на душата на светителите, например, но некои целосно се обожиле, кои целосно се охристовиле, кои пребиваат во една непрестајна молитва, во непрестајен разговор со Бога. Отец Партени. Врз срцето на бигорскиот монах е испишана целта на монаштвото, да плаче, да се моли и да љуби како Христа и заради Христа, далеку од удобноста и можностите на овој свет.
Со доаѓањето на отец Партенеј во манастирот започнува воскресението на прекинатиот монашки живот. Црквата подучува дека духовното водство е голема работа. Човекот без него не може да напредува и воопшто да се надева на спасение. А не може секој да биде водач. Тој е одбран од Бога, како што апостолите се собрани околу Христос. Околу старец Партенеј почнува да се собира монашко братство. Бигорската обител се намножува и денес таа брои речиси 30 члена и е една од најголемите на Балканот. Кога отец Партенеј, по враќањето од Светагора, доаѓа во Бигорски, го затекнува манастирот во многу лоша, руинирана состојба. Тој целосно се вложува себе си за обнова на манастирот и започнува неуморен подвиг и саможртва за негова духовна, но и материјална возобнова. Почнува преуредување на конаците, реставрација, очистување, спроведување на неопходните услови за живот најнапред, доградување на нови конаци. Па понатака во 2009 година го имавме и пожарот што го жал го изгоре, нели, Горни палат. Ајде одново повторно нова обнова, нова доградба. Во меѓувреме се изгради Источен палат, се обнови Долни палат претходно. Навистина еден непрестаен труд. Се изгради манастирот Рајчица, каде што се подвизуваат нашите сестри монахини. Едно мало делче од рајот оставено тука, за во срцето да ни буди копнеш за Бога и за вечната радост во нашата небесна татковина. Еден од метосите на манастирот Бигорски и манастирот Рајчица. Тој се оформува некаде пред средината на 18 век за време на игуменот Иларион. Инаку, она што е важно и тој подем кој ние го бележиме овдека заедно со манастирот Бигорски, кон средината на 19 век го имаме и овдека во манастирот Рајчица, така да игуменот Арсени 1832 година започнува со градба на манастирската црква Свети Георги, а по известно време неговиот наследник, игуменот и архимандрит Јоанике, ги довршува сите работи кои Арсений ќе ги започне, бидејќи во 1839 година Арсений умира. Но по негова иницијатива црквата веќе ќе биде 1835 година изградена, 1836 година ќе биде и осветена, а веќе 1840 година во времето на Јоаким почнува и живописувањето на црквата. Црквата изобилува со богат, денес целосно зачуван фрескопис изработен од рацете на јеромонах Данаил и татко му Михаил, како и на Дичо Зограф. Исто како Бигорскиот и манастирот Свети Георги Победоносец доживува подеми и падови. По Втората светска војна, манастирот бил целосно запуштен и оставен на забот на времето. Отец Партенеј наоѓа полураспаднати зидови и опустошен конак. Но зар чуда не се случуваат? Овој манастир, како да никнува преку ноќ, воскреснува како плод на љубовта, верата и надежта на старецот. Над старите урнатини во 2001 година се издигнува новиот манастирски конак, распослан сред убавините на живописниот брег на Дебарско езеро. Овде својот дом го пронајдоа новите сестри под духовно водство на Бигорската обител.
Сестринството живее според типик востановен од игуменот отец Партении, по пример на светогорските манастири. Покрај секојдневните послушанија, овде се негува еден навистина редок занает кој им е главно занимање на сестрите, а тоа е изработката на епископски митри. Иако материјалната градба е макотрпна и бара голема жртва, за отец Партении духовната градба е неспоредливо потешка од материјалната. Што значи тоа? Духовна градба. Во еден синаксис, во една беседа, да речам, на отец Партении, со нашите штитеници тука кои ги имаме во манастирот, односно тие млади луѓе кои се лекуваат тука од разни зависности на нашето време, отец Партении зборуваше за таа духовна градба во која, нели, ја истакна суштината. А што е таа? Да ги воспитеш другите, да ги воспитеш, духовно да ги воспитеш, односно да го обликуваш Христа во душите на другите луѓе. Да ги охристовиш другите души. Е тоа духовно градење е навистина еден неискажлив подвиг, кој бара многу жртва, многу трпение, многу посветеност и себе заборав. Таа духовна градба, најнапред со монасите, со духовните чеда кои почнале, нели, да се исповедаат кај старецот, па потоа и со штитениците, со оние млади луѓе за кои нашиот игумен ги отвори манастирските порти, ги прегрна со цел да им помогне. Таа духовна градба продолжува и до денес и мислам дека нејзините плодови веќе се гледаат. Ако некој би ме запрашал, би ме замолил со еден збор да ја окарактеризирам личноста на отец Партении, тоа е навистина многу тешко, но сепак би го избрал зборот татковство. Татковство во онаа смисла на една сеопфатна љубов кон чедата своји, татковство во смисла на она татковство на Отецот Небесен, на нашиот небесен татко Бог, татковство во она смисла на непрестајно бдење и грижа за своите чеда. Има една, во Евангелието Господ Исус Христос искажува една чудесна парабола, едно ремек дело. Од секој аспект, философски, психолошки, литературен. Тоа е параболата за блудниот син и милосрдниот татко. Нема да се задржува многу сега. Таа е позната парабола, кој сака може да ја прочита во Евангелието според Лука, но таму се зборува, нели, за блудниот син кој го зел наследството од татка си и отишол во далечна земја и го потрошил, живејќи блудно, вели Евангелието. И во таа далечна земја настанал голем глад, па тој почувствувал силен глад во себе си, па не можел никако да се насити, немал со што да се насити. И се сеќава, нели, на таа благосостојба, на таа топлина што и љубов што имал во татковиот дом и си вели, ќе одам сега, ќе се вратам при татка си, барем да живеам како еден од неговите наемници, ќе побарам прошка, од него ќе речам: татко, сгрешив против небото и пред тебе, прими ме како еден од твоите наемници. А таткото уште додека овој оддалеку го размислувал тоа и видел дека му приоѓа, прв истрчал, самиот татко истрчал да го пречека, не чекал да дојде, иако овој му сгрешил. Не чекал да дојде до дома, да го укори, да го искара или да држи некој лут однос. Не, прв отрчал, вели Евангелието, го прегрнал, го целивал, го прибрал во својот дом, го преоблекол во убава облека, приготвил раскошна трпеза, му ставил прстен на раката, му го вратил претходното синовско достоинство. Е толкму така, подобно на овој евангелски татко од параболата што нашиот Спасител ја искаже со своите пречисти усни,
действува и нашиот духовен татко, нашиот старец, архимандрит Партени. Нема човек кој побарал помош во манастирот, а да не биде со таа татковска преградка примен од отец Партени. За својот старец би можел да говорам многу, но и тој однос, да речем, таа појава, старецот е една навистина една света тајна, не затоа што ја криеме, туку затоа што не можеме да ја искажеме. Затоа што тука едноставно действува Божијата благодат, действува самиот Христос Бог, действува нашиот Отец Небесен, Светиот Дух, и каде што е Бог, веќе престанува човечката логика и човечките зборови стануваат немои. И таму, каде што престануваат зборовите, продолжуваат да зборуваат делата. А делата на отец Партении се повеќе од очигледни. Тие говорат за неговиот подвиг, за неговата саможртва, за општо доброто изминативе 25 години. И токму годинава, кога се прославуваат 1000 години од постоењето на Бигорскиот манастир и 25 години од возобновувањето на Бигорската обител, на 12 јули на празникот на светите апостоли Петар и Павле, во катедралниот храм Света Софија во Охрид, отец Партени беше хиротонисан во викарен епископ на Дебарско-Кичевската епархија, со титула епископ Антаниски. Но истовремено тој ја задржа и својата должност игумен на Бигорскиот манастир, за чие заживување го вложува сиот свој живот. А сите вие, кои сакате да си ја одморите душата од градската врева и брзото секојдневие, посетете го овој рај на земјата. Бидејќи само со лично присуство може да ја почувствувате силата на Свети Јован и да просведочите за тоа што навистина представува Бигорски денеска. Денес чинам дека Бигорски ги живее оние светли денови од времето на игуменот Арсений Бигорски, и тоа во секаков поглед и во секаков аспект. И тоа од аспект на архитектурата, од аспект на уметноста, на пишаниот збор и пред се од аспект на православниот монашки подвиг, кој што во континуитет, фала му на Бога, еве веќе 1000 години се одвива во манастирот. Бигорски е сигурно една од првите асоциации кога ќе се спомне името на нашата земја. Тоа е сигурно една од првите асоциации кога ќе се спомне нашето културно, нашето историско, нашето црковно наследство. И Бигорски е сигурно еден од 5 асоциации кога ќе се спомне православието на Балканот. За радост на ангелите, а за пораз на демоните. 1000 години Бигорски манастир.